Директно спречување на полициските службеници во вршење на својата работа. Вакво прекршување на законот направил лидерот на Единствена Македонија Јанко Бачев, кога се качи на оклопното возило на МВР, вели министерот за внатрешни Оливер Спасовски. Во синокешното гостување во уреднички брифинг, Спасовски изјави дека и за Бачев е почната постапка и се чека реакција на обвинителството. Секој еден кој што направил вандализми е приведен и ќе биде приведен, кој што ќе биде без разлика идентификуван, без разлика кој е. Нас не ни интересира ни каква политичка партија, ни дали е член на навијачка група, дали е возрастен, дали не е возрастен. Единствено ни интересира дали направил нешто или не направил нешто. Меѓутоа, спротивно на тврдењата на Спасовски во изјава за еден ТВ, Бачев изјави дека тој воопшто не смета дека прекршил каква било одредба од законот, бидејќи се качил на оклопното возило со цел да ги повика граѓаните мирно да протестираат. Сведочеше и за повредите со кои се здобил, откако што вели прекумерната сила која употребила полицијата. Качив на Херемелинот буквално за да ја повикам масата достоинствено да извикуваме Република Македонија, и во тој момент полицискиот службеник кој што управуваше со Херемелинот со него ми кажа дека да се симнам од Херемелинот и ќе се дотука, ќе застане, нема да тргне на народот. Меѓутоа видов дека тоа беше една голема лага. Кога ја се симнав од Херемелинот, во тој момент токму кај мене беше фрлен солзавец и шок бомба, поради која што дополнително имав и јас здравствени проблеми. Обидот сега да се оправдува дека тој повикувал на мирен протест е нелогичен, бидејќи во таков метеж никој никого не слуша, вели екс-министерот за внатрешни работи Павле Трајанов. Тој смета дека прекршување прави секој кој со насилство презема одредени активности, но полицијата и обвинителството се тие кои треба да ја направат финалната проценка. Ако со својата активност се попречува полицијата во извршување на своите задачи, треба соодветно да се постапува. Но сепак е работа тоа на МВР да процени дали Јанко Бачев ги прежекорил. Вака како гледачи ние, тој успеа да биде предмет на интерес сега и да биде во сите медиуми, што е целта на некои од политичарите преку вакви активности да допрат до граѓаните. Лидерот на Единствена Македонија, која важи за партија што отворено се противи на членството на Македонија во Европската унија и НАТО и формирање стратешки сојуз со Русија, иако изјави дека и понатаму ќе дадат отворена поддршка на протестите за промена на уставното име, сепак не беше присутен на синокешните протести пред Законодавниот дом. Вчера посетеноста беше помала од претходните денови, но демонстрантите најавија масовни протести во сабота.